Група студенти од архитектонскиот факултет во Скопје денеска престојуваа во Кочани каде остварија средба со градоначалникот Николчо Илиев на споменикот на слободата. Во поздравниот говор градоначалникот Илиев ги истакна предностите и недостатоците кои ги има општина Кочани во делот на урбанистичките планови. Идејата или иницијативата дојде од архитектонскиот факултет да студентите на факултетот дојдат во Кочани и ги погледнат состоите во Кочани, односно да погледнат што се потребите во делот на урбанизмот на Кочани. И секако во делот на нивните можности разработат идеи кои што ќе бидат примемливи за Кочани, се со цел да се подобрат условите за живеењето на граѓаните на општина Кочани. Во моето излагање, во моето поздравно обраќање до студентите ги кажав предностите и секако недостатоците кои ги имаме ние како град Кочани и ги набележав таксативно неколку од проблемите кои ни се битно и секако во разговорите во колку тие имат идеи, имат можност да ги искажат и да секако ни помогнат со нивните идеи во евентуалното натамошно прифаќање на дел од идеите во нашите детални урбанистички планови и се со цел, како што реков, да ги решаваме еден по еден проблемите на граѓаните од општина Кочани. За денешната посета на општина Кочани професорката Димна Пенчич изјави дека целта за ваквите соработки е студентите да се вклучат во урбанистичките планирања и идеи, а како општина овој пат ја избра Кочани. Некако Кочани секогаш го имаме во нашата ментална слика за Македонија како побогат, чист град и не со толку проблеми, меѓутоа оваа година решивме да видиме што е тоа што го има како квалитет Кочани. Воведуваме еден нов начин на работа со студентите, да ги запознаеме со она што се трендови во Европа па и во светот, да самите архитекти и урбанисти размислуваат визионерски. На градовите им требаат визии, од тие визии произлегуваат стратегии, па дури тогаш се прават планови и проекти. Сакаме да го научиме тој процес и заедно во соработка со локалната самоуправа, со градоначалниците, со секторот за урбанизам, па и другите сектори за економски развој, за комунално уредување, да пробаме да одиграме едно сценарио кое се одвива во другите градови, да сите соработуваат. Некако во Македонија се има некакво сваќање дека урбанизмот е една работа, ама економските прашања се, друга работа, туризмот е трета работа. Не. Денеска планирањето на развојот на градот е една синергија меѓу сите заинтересирани страни, сите чинители и мора да почне со силна визија за градот и тоа не краткорочна. Студентите преку стратешки авангардни решенија ќе се обидат да дадат придонес во урбанистичкото уредување на општината. Моментално сме дојдени во посета на Кочани, организирана преку архитектонскиот факултет и станува збор за работа по предметот урбанистичко обликување 2, односно моментално сме во фаза на анализа и истражување во областа на просторниот развој на град Кочани и преку опсежни длабоки истражувања ќе дадеме наши студентски резултати и идеи за решенија за тоа како Кочани може да напредува во иднина во план на простор за стратегиски развој на градот со некои наши младешки авангардни решенија за градот. Средбата продолжи со прошетка низ градот, каде студентите се запознаат со карактеристиките на Кочани до оштечението на Кочанска река.